Добар ден на уште една редовна пресконференција во Стопанската комора на Македонија. Темата на денешната пресконференција навремено носење на законите од областа на животната средина за елиминирање на последиците по компаниите. За таа цел на денешната пресконференција се присутни доктор Филип Ивановски, председател, и Љупчо Аврамовски, член на Асоциацијата за посебни текови на отпад при Стопанската комора на Северна Македонија. Ке му дадам збор на председателот на асоциацијата доктор Филип Ивановски. Филип, повели. Благодарам, Даниела. Денешна пресконференција како асоциација свикуваме со цел да укажеме или да дадеме еден поглед на носењето на новиот пакет закони кој е во тек. Имено, иако изминатив период Министерството за животна средина и просторно планирање максимално работеше колку може во ваков период на ковид и блокади на собранието, на носење на новиот пакет закони. Заедно со нас како асоциација во тој пакет на закони ние учествувавме со наши забелешки и навистина во тој дел најголем број од нашите забелешки се вклучени во новите закони. Но за жал, иако нивното изготвување измени почнаа уште во почетокот на 2018 година, се уште до денеска не се донесени тие закони, кои се за нас како асоциација посебно важни. Кои се тие закони? Се работи за 5 закони од областа на управување со отпад пред се. Значи тука е општиот закон за управување со отпад, во кој се дорегулираат некои недоречености, особено се дорегулира и енергетското искористување, можноста за енергетско искористување на отпадот, бидејќи тоа се повеќе се согледува дека е еден од трендовите кој не може да се избегне доколку сакаме ефикасно управување со отпадот. Потоа тука се специфичните закони кои посебно нас не тангираат. Тоа е законот за управување со отпад од пакување, законот за управување со електрична и електронска опрема, законот за управување со отпадни батерии и акумулатори и нов закон еден, петиот закон кој е закон со кој се дефинира проширена одговорност на производителите, кој до сега не постоел, на кој ние инсистиравме исто како асоциација и кој навистина ќе ги дорегулира условите да се формира еден таков колективен постапувач, како што се членовите на нашата асоциација, значи Пакомак, Евроекопак, Екопак, Инкотетово, Е0 отпад, Екон електрони, други колективни постапувачи, дури што не се членки на асоциацијата како Алпак, Еко и екопакување, така да ние во името на сите колективни постапувачи сакавме на овој начин да укажеме и да апелираме до Министерството за животна средина да продолжи да притиска на донесување на законите, да апелираме до владата побрзо да ги процесира и до собранието. Зошто ни е важен овој нов пакет на закони? Имено споменав, овој нов пакет на закони ги вклучува бидејќи направен во тесна соработка со нас како асоциација и индустријата, ги вклучува сите наши забелешки кои се реални во овој период од 10 години од кога е првиот закон донесен и даваше еден реален и објективна основа за понатамошен развој на селекцијата на отпадот. Доколку не се донесат овие закони на време, а веќе времето полека истекува, се доведуваме во ситуација ние како колективни постапувачи да бидеме оценувани по старите закони кои се донесени 2010-2011 година, пред 10 години, во еден поинаков контекст, во еден во време кога воопшто не сме имали искуство од примена на такви закони во нашата земја. И токму затоа иницииравме измени 2018 и Министерството се сложи и работевме овие 3 години на тоа, но за жал не се донесени. И тие закони стари кои сега се уште се на сила не кореспондира со реалноста што имаме денеска во Македонија и се базираат на едни нереални цели за рециклирање кои дури и многу поразвиени земји од Македонија кои порано почнале со селекција пред 20 години не може да ги исполнат. Доколку останат старите закони се врши оценка на колективните постапувачи по основ на нив, ќе се доведеме во ситуација да бидат казнети над 1500 компании кои во овие 10 години плаќаат за управување со отпадот,
Наспроти, некаде повеќе од 5-6 илјади компании кои пуштаат на пазарот 38% од вкупниот отпад пакување, а не плаќаат никаде овие 10 години. Значи, старите закони во моментов, доколку останат на сила како што се, ќе ги казнат оние што го почитуваат законот и се трудат нешто видливо да направат за животната средина, а ќе ги амнестира и ќе продолжи да ги амнестира компаниите кои не плаќаат никаде. Со ова се доведува прашање исто и конкурентноста на фирмите кои легално работат и кои имаат трошоци, кои финансираат системи за собирање, наспроти оние кои не го почитуваат законот и немаат трошоци за собирање и управување со отпад. Така да, тоа е втори аспект кој исто така не засега, доколку не се донесат навреме законите. Оценката на постарите закони на нашето работење би повлекло финансиски мерки кон фирмите што легално работат, би не оптоварило дополнително во овие тешки времења, а индиректно преку нас, бидејќи нашите компании се основани од компании од индустријата, пред се прехрана и пијалоци, би ги оптоварило и компаниите. Затоа апелираме носењето на овие закони да се земе како една економска мерка за помош на стопанството, индиректна, не директна, че не бараме финансиска помош, туку индиректна со која ќе не растеретат од евентуално неосновани и неправедни финансиски реперкусии, доколку се остане по оценка на старите закони. Затоа за крај би сакали уште еднашка да го поддржиме Министерството да биде истрајно во туркањето низ процедурите кои поради ковидот и неработењето во полн капацитет на многу институции низ кои треба да поминат овие закони, да обстои во буткањето на законите до собрание и тука подитно истите закони да се донесат и оценката на нашето работење за 2020 да се оценува према тие критериуми што се во новиот закон, но исто така е битно да се донесе како трет аспект да се донесат новите закони, бидејќи старите закони ги дефинираат правилата до 2020 година. Практично за 2021 година, пети месец, ние се уште немаме официјален законски акт со кој се регулираат и се поставуваат нашите цели за 2021. Би требало тоа да се дефинира најрано, најмалку за 2025, а реално во законот стои до 2030 и до 2035 генерално. Значи тоа би било нашата реакција да се донесат брзо законите и да се оценува нашата работа за 2020 година по законот што се уште е во процедура и по критериумите кои се во тој закон. Доколку тоа не се успее во најкраток можен рок, би сакале оценката да биде со полесните критериуми што се во постојниот закон, бидејќи тоа е законски една опција, но реално инсистираме на носење на новите закони, бидејќи со тоа се закружува целиот систем на управување со отпад во земјава.